никогаш досега во Република Македонија во исто време се градат 3 автопатишта. Првиот од Скопје до Штип, многу значаен за Источна Македонија за да може да се отворат нови работни места. Вториот автопат од Кичево до Охрид, значаен за развојот на западниот дел од Македонија, но исто така значаен и за развојот на туризмот во нашата земја. И третиот пат, кој започнавме да го градиме во 2012 година, тоа е автопатот од Демиркапија до Смоквица, со што целосно ќе го изградиме коридорот 10, никогаш претходно вака не се градело во нашата земја. Јас ви уверувам дека во текот на оваа година ќе се вработат минимум 1000 лица кои ќе работат на изградба на автопатиштата. Тоа беше и нашата цел кога работевме на овие проекти. Прво, да се изградат автопатиштата, второ, да имаме економски развој преку развој на градежништвото, но исто така да овозможиме работа на голем број на македонски градежни компании и на македонски работници. Заедно со председателот Иванов направивме многу. Со негова помош, ентузијазам и конструктивна работа направивме Македонија да напредува и да стане почитувана држава во Европа и во светот. Председателот Иванов е човек кој што во својот кабинет има примерно повеќе луѓе отколку речиси сите претходни председатели на државата заедно. Председателот Иванов беше директно вклучен и во голем број од проектите. Бидејќи стававме камен темелник овдека во скоро време на автопатот што ќе се гради од Кичево до Охрид, само една мала епизода за улогата на председателот Иванов и за она што некој пат позицијата го вели или можеби некој недоволно упатени луѓе дека председателот нема ингеренции во економијата. Кога председателот сака, тој има ингеренции во се. За време на тие преговори што ги имавме со кинеската страна, кои што траја цела година, и кој што навистина дојде во една тешка фаза, кога беше потребно да се поттурне, кога беше потребно кај кинеската страна да се добие поддршка на највисоко политичко ниво, се обратиме кај председателот Иванов. Тој направи посета на Народна република Кина, направи средба со председателот на Народна република Кина, силно се заложи за овој проект, проектот доби политичка поддршка, многу набрзо ги завршивме преговорите и се потпише и се отпочна со она што сите сте сведоци. За жал, нашите политички опоненти од СДСМ се чини дека никогаш не го разбраа овој процес. Тие политиката ја држуваат на малку поинаков начин. Погледнете го нивниот тим, исти луѓе, со ист начин на размислување, иста матрица на нас за 20 години. Тоа се луѓе кои одобриле промена на името, тоа се луѓе кои одобриле територијална поделба, тоа се луѓе кои одобриле изборен фалсификат за да се остварат лични амбиции, луѓе кои го блокираа парламентот и носењето на буџетот само заради остварување на сопствена политичка моќ, луѓе аболицирани за своето криминално однесување, луѓе кои никогаш не излегле пред граѓаните со програма да кажат ова ќе работиме и никогаш не дале отчет за тоа што го сработиле. Таков е тимот кој му се спротивставува на тимот на ВМРО ДПМН, на Груевски и Неванов. Дозволете сега, бидејќи се сепак председателски избори кои се спојуваат со парламентарните, да кажам неколку збори за однесувањето на една друга политичка партија. За однесувањето на ДУИ и на дел од незиното партиско раководство. Иако се изборите редовни, ситуацијата во која што се наоѓаме не е баш вообичаена, да не речам не е нормална. Имено на самите избори претходеше една активност со која дел од раководството на ДУИ во желба за политичка моќ нивна, не на гласачите кои што ги представуваат, предлага кандидатот за председател да се избере консензуално помеѓу раководствата на политичките партии. На прв поглед, за некој што не е доволно упатен, кога ќе употребите збор консензус или консензуално, тоа значи нешто позитивно, нешто луѓето да се сложат околу дадена работа. Но во реалноста тоа значи блокада. Тоа значи дека раководството, односно дел од раководството на таа политичка партија утре треба да дава зелено светло на тоа кој ќе биде кандидат за председател на Република Македонија.
Тоа е несериозно изнесување, подценување на народот и токму затоа ние не го прифативме. Потоа следеше второто. По неуспехот на оваа иницијатива, сега повикуваат на бојкот на претседателските избори. Сега веќе не се ставаат над другите политички партии, сега веќе се ставаат над сите гласачи. Повторно е пораката иста. Ако ние од раководството, односно дел од раководството на ДУИ, не се согласуваме со кандидатот или нешто не ни се допаѓа, вие останатите не можете да изберете председател. И таа порака ја упатуваат и кон македонците, и кон албанците. Со тоа фрлајќи им прашина во очи. Тие се спремни да предизвикаат политичка криза во државата само за да демонстрираат својата собствена политичка моќ. Не интересот на гласачите, не на албанците, не на македонците. Затоа, почитувани, овие избори не се обични. Затоа е важно да се повтори излезноста од локалните избори. Важно е за македонците да излизат во голем број, бидејќи секој оној кој што нема да гласа сега, дава потврда поддршка на овој пристап на ДУИ, на раководството, на дел од раководството од ДУИ. Ние тоа не може да го прифатиме. Истото се однесува и за гласачите албанци. Со создавањето на политичка криза, сите проекти кои што се однесуваат и за албанските гласачи, но и за сите граѓани во Македонија ќе имаат кочење. И во исплаќањето на субвенции, и во давањето на зголемена социјална помош, и политиките за зголемување на платите, печатањето бесплатно на учебници, од кои што се печатат на неколку јазици, голем број на патишта кои што се градат из цела Македонија, неминовно од таквото однесување ќе има закочување. Не може од таквото однесување народот да има корист. Нити македонците, нити албанците, нити турците, нити властите, никој. Само демонстрација на политичка моќ на дел од раководството на таа партија. Погледнете против каков човек тие повикуваат на бојкот. Човек со извонреден карактер. Човек кој во својот кабинет има и албанци, и турци, и срби, и роми. Представници од сите нации. Човек со широко срце. Човек кој никогаш немал националистички изјави во изминатиот период, нити се чувствува така. Па тој е консензуалниот кандидат за целиот народ. Тој е најдобриот човек во момент да ја представува Македонија. Подобар ли ќе најдеме? Бев избран за министер за надворешни работи на 28 август 2006 година. Тогаш на фотелјата председател на државата седеше еден човек кој што победи на фалсификувани избори. Неговото име е Бранко Црвенковски. Изборниот фалсификат му го овозможи една партија која што доби за подарок 3-4 општини во Македонија. Изборниот фалсификат на тој човек му го потпиша и му го завери сегашниот негов кандидат Стево Пендаровски. Затоа мислам дека оваа биографија на Стево Пендаровски е неговиот најголем противник во неговата битка за да ја добие довербата која што СДСМ одамна ја изгуби кај граѓаните. И ќе направам една споредба. Бидејќи додека бев министер за надворешни работи, имав можност да соработувам и со Црвенковски на позицијата председател на државата и со председателот Ѓорѓи Иванов, кој што беше избран 2009 година. Ќе ви кажам само еден случај. Тоа беше поднесувањето на тужбата против Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Се консултирав со премиерот, ја договоривме стратегијата, изградивме начин, став, позиција и одлучивме дека треба да поднесеме тужба против Грција во Хаг. Како министер за надворешни работи бев должен да направам консултации со сите други институции, со политичките партии и со Бранко Црвенковски, кој што тогаш ја узурпираше позицијата председател на државата. Разговорот со него траеше само 20 минути. Во тие 20 минути запамтив две работи кои што го интересираа. Првата беше што ако изгубиме, ја тужиме Грција и изгубиме пред Меѓународниот суд. Јас кажав дека имаме аргументи, дека имаме добар тим, дека имаме правна основа
дека имаме волја и дека можеме да ја победиме Грција пред судот. Втората работа која што ја спомна Црвенковски, рече и што ако победиме? Кој е фајде ако Македонија ја победи Грција пред Меѓународниот суд на правдата? Толку му значеше на тој човек, на тој политичар, таа работа која што денес нас ни значи многу. Потоа, за председател на државата го избравме професорот Ѓорѓе Иванов. 2009 година тужбата и процесот се уште траја. Тогаш почнавме со рочиштата пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, каде што имав и обврска и чест да бидам застапник во името на Република Македонија. И председателот Иванов немаше месец да помине, немаше седмица да помине, а да не се јави. Антонио, се вратили од Брисел. Дојди да се консултираме, да видиме докаде сме со тужбата против Грција во Хаг. Антонио, се вратили од Страсбург. Дојди да разговараме што можам да помогнам во тужбата против Грција во Хаг. Антонио, водете ја добро работата, ме интересира државата, успехот на Македонија, тоа е неговиот интерес. Тоа е разликата помеѓу Иванов и било кој друг председател кој што некогаш вреди, некогаш не вреди да се спомене. За овие 5 години многу се работеше. Имавме многу работа. Покажавме дека Македонија е зрела држава, дека носиме собствени одлуки што ги бараат граѓаните на Република Македонија. Не сме мали за големи успеси. Успеси кои ги постигнуваме на секое поле. И во дипломатијата, и во економијата, и во земјоделието, и во инфраструктурата, и во спортот, и во културата. Сето тоа го постигнавме затоа што работевме како тим. Успешно ги надминуваме предизвиците со кои се соочуваме и надворешните, и внатрешните. Кај да одев? А бев на многу посети, меѓународни настани. Секаде бе вашиот глас. Го кажував и го пренесував тоа што вие мене ми го кажувавте. Затоа имав храброст да кажам дека нема да прифаќам извештаи за нас без нас. Знаеме што ни оставиле во завет нашите предци и знаеме што треба да сочуваме за нашите потомци. Затоа имав и храброст да кажам дека не прифаќам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Нема да прифатам идеи или предлози што би ги загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Нема да дозволиме Република Македонија и македонските граѓани да бидат обезличени. Македонските граѓани сами одлучуваат за своите клучни национални прашања. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за името на нашата татковина Македонија. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за иднината на Македонија. Како председател, ќе го бранам државното единство на Република Македонија. Председател сум на сите граѓани, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Тоа го правев и ќе продолжам да го правам ако ја добијам повторно вашата доверба. Со животот и отвореноста ги негуваме сите заедно, затоа што сите сме Македонија. Македонија како дом во кој се гради благосостојба за сите. Затоа што изборот е Македонија. Затоа што Македонија ни е пред се. Затоа што државата ни е пред се. Граѓаните на Македонија ни се пред се. Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорѓе Иванов за председател.